Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Водостопанство Брегалница не ги исполни ветувањата што им ги даде на земјоделците дека ќе профункционира левиот магистрален канал, преку кој се наводнува скоро целата земјоделска површина, не само во Зрновци, туку и во селата Мородвис, Видовиште, Теранци и Кучичино. Тие ги насеаја своите градинарски култури и ако не се пушти вода наскоро, ќе претрпат огромни штети. Земјоделците од Зрновци засадија градинарски култури затоа што им беше ветено дека ќе им биде пуштено вода за наводнување. Ветувањето од страна на Водостопанство Брегалница не се исполни и сега остануваат на цедило. Бараат итно решавање на проблемот за кој расправаше и Советот на општина Зрновци на последната седница. Состојбата околу наводнувањето на вистина никако да се реши. Овој проблем веќе трае со години. Се уште левиот магистрален канал не е во функција. Овде вината можам да алоцирам на повеќе места. Значи, од една страна проблемот е со водостопанско предпријатие Брегалница од Кочани, бидејќи тие се запознаени дека овој канал не е во функција и покрај тоа што есента 2014 година им најавивме на земјоделците дека овој канал ќе потече вода, тие веќе насадија градинарски култури, меѓутоа каналот никој да се пуште. Наводно проблемот сега се лоцира кај водната заедница во Зрновци, бидејќи тие не поднеле барање за испорака на вода. Така да јас се надевам дека во следните денови овој проблем ќе мораме да го решиме, бидејќи земјоделците ќе претрпат огромни штети. Инаку станува збор за големи површини на повеќе населени места. Тука се работи значи за цела општина Зрновци, за населените места Мородвис и Видовиште, меѓутоа исто така и понатаму ако продолжиме во населените места Теранци, Кучино, исто така очекуваат дека каналот ќе биде во функција. Информацијата за профункционирање на левиот магистрален канал повторно ќе биде доставена до Водостопанство Брегалница и до Министерството за земјоделство, додава Станков, со цел да им се излезе во пресрет на земјоделците да се оспособи каналот и да можат да ги наводнат своите веќе насејани градинарски култури. Во спротивно ќе се соочат со огромни штети. Нема да се реконструира мостот кај Зрновци што попушти при надојдените води од река Брегалница, туку ќе се гради целосно нов. Ваква одлука донесе Советот на општина Зрновци на 26-та редовна седница, по направениот увид дека негова реконструкција не е можна. Во меѓувреме, предизвикана е дополнителна штета на патниот правец Зрновци-Виница, кој засега е оптоварен со поминување на тешки товарни возила, зашто истиот не е наменет. Заради големото оштетување од водите на Брегалница и од поплавите што го зафатија регионот, мостот на регионалниот патен правец Зрновци, Грдовци, Кочани нема да се реконструира. По направениот увид од страна на стручни лица, констатирано е дека не може да се поправи, туку потребно е да се изгради нов. Ова беше разговарано на последната 26-та седница на Советот на општина Зрновци. Мостот првично, кога беше оштетен, првите информации беа дека е малку оштетен и ќе се направи побрзо со помалку средства, меѓутоа со намалувањето на водата на река Брегалница дојде од стручни лица и се виде дека не е само мостот за реконструкција, него треба да се прави нов мост. Со тоа се почна интензивно, дојдоа стручњаци, се снимаше ситуацијата, сега во процедура правење на проектна документација и на база на проектна документација ќе се види колку пари би чинил тој мост, потоа преку средствата доделени од владата, предпоставувам, ќе се прави нов мост. Кога ќе биде, се надеваме дека ќе биде што побрзо, бидејќи стварно е голем хендикеп за жителите на општина Зрновци. Затоа што мостот кај Зрновци не е во функција, заради почестото движење на тешки товарни возила, доста оштетен е патниот правец Виница Зрновци, а истиот не е наменет за такви возила. Секако алтернативен пат се користи патот Виница Зрновци, меѓутоа тој пат не е правен за тешки моторни возила, товарни возила, и сега луѓето нема што да прават, значи се случува дневно по 2-3 камиона од тешок карактер да поминуваат по тој пат и со тоа се доаѓа до оштетување на самиот пат и е сега во моментот доста лоша состојба.
Значи, што и да се прави, какви мерки да се преземат, нема луѓето друга алтернатива, мора да го користат тој пат. Затоа нели беше и ова иницијатива за давање информација за мостот до владата, што побрзо да се реши, бидејќи со нели неправењето на мостот се оштетува, се прави и друга белја што се вика, се оштетува патот Виница Зрновци. Надојдените води на реката Брегалница на почетокот на годината, кога регионот беше зафатен од поплави, ја разниша статиката на мостот кој општина Кучани ја поврзува со Зрновци. Од надојдените води попуштија 2 столба од мостот, а има пукнатина и на асфалтната лента. Локалната самоуправа на Кучани пристапи кон превентивни мерки што треба да се спречат несакани последици, кога е во прашање зидот од коритото на реката кај градскиот пазар. Комунални екипи со поставување камења од засегнатата страна работеа од насочување на речното корито за да може да се санираат оштетувањата на зидот, кои беа предизвикани од надоаѓањето на реката што беше при последните поројни дождови оваа пролет. Успешен крај на учебната 2014-2015 година, констатираа советниците за образование во општина Кучани. Денеска учебната година заврши за над 4000 ученици во основните и средните кучански училишта. Новина за годинава е учениците на генерацијата од сите училишта во Кучани, освен паричната награда од 4000 денари, ќе добијат и бесплатно летување на островот Пак во Хрватска. За околу 3000 основци и 1700 среднисти од Кучани, заклучно со денешниот ден, заврши учебната 2014-2015 година. Основците и средношколците имаа 180 училишни денови, а матурантите за 14 помалку, вкупно 166. Советниците за образование учебната година што измина ја оценуваат како успешно завршена. Голубина Георгиева, советник за образование во општината, рече дека без никакви проблеми и без застој во наставата или евентуални продолжувања заврши и оваа учебна година. Заклучно со 8 јуни заврши екстерното тестирање на учениците, а од 11 јуни стартува полагањето државна матура. Георгиева додава дека новина од оваа учебна година е дека општината донела одлука сите ученици на генерацијата од основните и средните училишта, а тоа се вкупно 8 ученици, освен наградата од 4000 денари што ги дава општината, ќе добијат и бесплатно летување 7 дена на островот Пак во Република Хрватска. Средствата ги обезбедува општина Кочани заедно со збартимениот град Крижевци од Хрватска. Инаку уписите на високообразовните установи и годинава ќе биде во август. Виничката градинка се соочува со зголемување на бројот на деца. За упис на дел од нив ќе се чека до септември. Проблем пак за клонот во Истибања е недостигот од кадар. Виничката градинка Гоце Делчев бележи драстично зголемување на бројот на деца. Во споредба со не така далечната 2010-та, бројот на запишани дечиња пораснал за 1/3. Тоа влијаеше отежнително врз уписниот процес, така што дел од барањата пролетва останаа да се разгледаат во септември. 5-та година како сум начело на оваа институција, досега можеби тој проблем го немавме, меѓутоа бројот на заинтересирани деца драстично се зголемува, значи деца што сакаат да ја постуваат градинката. Ако пред 4 години, односно 2010 година, имавме 220 деца, сега веќе имаме 350 деца и оваа пролет прв пат на одреден број на родители не можевме да им исполниме желбата. Некои што сака да ги сместат во текот на пролета, април, мај, март, останаа за септември. Значи моментално се понесуваат уште сега пријави за септември. Меѓутоа, еве, ние сме во фаза на проширување и на овој објект. Очекуваме дека во септември ќе можеме да одговориме на сите барања на заинтересираните родители. И во Виничката градинка е присутна праксата на згрижување деца во училишна возраст. Сепак нивниот број е многу мал. Да, имаме неколку такви, малку се, меѓутоа имаме, значи предшколско или после школа. Има некои што одат прва или втора смена. Малку си тие 7-8 дечиња во датовите во градот. Виничката градинка е прва во регионот која изврши трансформација на работниот однос на волонтерите, поконкретно на петмина или половината од нив, но од друга страна се соочува со недостиг од кадар во новоотворениот клон во селото Истибања. За жал, клонот во Истибања, иако направивме значи комплетно изграден, опремен со неопходната опрема, поради недостаток на кадар, немаме вишок на кадар во матичните установи овде во градот за да распоредиме таму.
и останува, се надеваме дека од септември ќе почне со полнек да работи и градинката во Истибање. Што се однесува до техничката опременост на градинката во Истибања, состојбата е диаметрално спротивна, исполнети се сите технички аспекти за функционирање на установа од ваков тип. Ги има многу низ полињата, а неретко влегуваат и во домовите. Шарката, поскокот и коштрицата се змиите отровници кои се застапени во нашите краишта и се најчести во овој период од годината. Причината за нивна наезда се бара во големите врнежи и поплавите што го зафатија Кочанскиот регион, но и на недостигот од птиците како што се штраковите и чаплите кои ги ловат змиите. Најчести жртви на каснување од змии во овој период се берачите на печурки, шумски плодови и лековити билки. Оваа година е година на змиите и има идеални услови за нивно размножување, велат познавачите. Наездата на змии во Кочанскиот крај се должи на се помалиот број на животни или птици кои се хранат со змии, а тоа се штраковите и чаплите. Нивното размножување значително може да помогне во намалување на бројот на змиите и доведување до разумна граница. Оваа година, заради големите врнежи и поплавите што ги имаме во Кочанска котлина, добар дел од змиите кои живее у низините, они се спасуваат со бегање, се излезени во терените дека не е имало вода. Тамо полагат јајца напролет и сега веќе има мали змии и тоа у поголем број него што е во некоја нормална година. Причините за тоа се различити. Во нормалните години и змиите се предмет на исхрана на некои животни и птици, како што се штрците, чаплите, но тука и ежот, тука се и други животни, како што е куната, видрата и друго, тие ги нападат. Меѓутоа, нив се помалку ги има. Ние сме сведоци дека нема толку многу штрци, нема толку многу чапли. Нема за орли да не зборуваме, ние имаме орел змијар, така се и викава. А ги нема за тоа што ги уништивме орманите, нема каде да гнездат. Змиите отровници неретко се забележуваат и во перифериите на населените места, а знаат да влезат и во домовите. Добрите познавачи советуваат доста внимателно да се оди во природа на прошетки, особено на отворени површини. Во овој период во нашите краишта доста активни се змиите отровници, поскокот, шарката и коштрицата, па мало невнимание да се нагази или допре, кај нив се активира нагонот за одбрана, па лесно касаат. Нападјач е коштрицата, она не се враќа од човекот назад, напротив, ако примете било каква опасност, она напаѓа. Шарката или пепеланицата, како вика нашиот народ, е најподмукла, она лежа на едно место, подигнена малку и е спремна у секој момент да нападне. Она е голема околу 70 до 80 сантими, не повеќе, има цик-цак линија на грба, може да имат сламаста боја или да бидат кафеникави. И многу тешко се приметуваат во животната средина дека се. Поскоко е со темно кафена боја и он има цик-цак линија, меѓутоа он бега од луѓето. Советите при каснување од отровна змија се едноставни. Да не се дозволи да го фати паника оној кој што ќе биде каснат. Лицето треба строго да мирува и да се избегнува и најмалото движење. Најважна е брзата интервенција, да се завразе местото над каснатиот дел и да се стигне што е можда побрзо до најблиската болница, лицето да прими серум антивиперин. Нема неотровни змии, вели Бојаджиски, само разликата е тоа што едни се помалку, други повеќе отровни. Советите за превенција од каснување се да не се вознемирува змијата, оти многу луѓе се каснати при обид да ја убијат змијата, да се избегнува висока трева и да не се ставаат рацете и нозете на места кои не се прегледни. Телекомуникацијскиот оператор Близу отвори продажен салон во центарот на Кочани. Отворањето на салонот е дел од активностите кои беа најавувани во изминатиот период, а се однесуваат на проширување на мрежната покриеност во Македонија, како и зголемување на квалитетот на мрежата во градовите каде веќе оперира. Над 10 вработени во новиот продажен салон ќе ги обслужуваат граѓаните на Кочани. Нивниот број ќе се зголемува во различните сектори. Салонот беше отворен со содржини што вклучија презентации, промоции и награди за посетителите. Близу Скопје е телекомуникацијски оператор кој од јуни минатата година е во сопствеништво на групацијата Телеком Австрија.
Операторот на своите корисници им нуди комплетни телекомуникацијски услуги, супер брз неограничен интернет со брзина на 150 мегабити во секунда, дигитална телевизија со најголем избор на канали со висока резолуција и фиксна телефонија без месечна претплата. На нашите сограѓани и на жителите на околните општини, значи ќе им бидат ќе може да ги користат пакетите на близу. Станува збор за пакети кои што вклучуваат интернет, дигитална телевизија и фиксна телефонија. Фиксната телефонија, да напомнам дека е бесплатна, интернет до 150 мегабити, дигитални канали до 170. На корисниците ќе им бидат на располагање и дигитални ресивери, но за сето тоа кога ќе дојдат во продажниот салон. Отворањето на салонот е дел од активностите кои беа најавувани во изминатиот период, а се однесуваат на проширување на мрежата покриеност во Македонија, како и зголемување на квалитетот на мрежата во градовите каде близу веќе оперира. Бројни поволности кои дополнително ја заоструваат конкуренцијата во телекомуникацијскиот сектор. Јас би рекла дека секоја конкуренција е здрава работа. Нормално дека моментално имаме некои проблеми, меѓутоа кога во обзир се земе дека се гради нова мрежа со оптика до секој дом, значи треба да се планира и веќе на местата каде што имаме изградена нова мрежа сигналот е безпрекорен. Инаку трипл плей услугата, значи интернет, телевизија и фиксна телефонија веќе стартува со цена од 749 денари. Повеќе информации корисниците може да добијат на телефонскиот број 089 011 011 или пак на интернет страницата blizu.mk. Еколошки проекти. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи символично означен крајот на кампањата "Биди модерен, селектирај паметно". Со крајот на учебната година символично беше одбележено и завршувањето на акцијата на компанијата Екопак Хит "Биди модерен, селектирај паметно". Всушност станува збор за третата етапа од спроведувањето на проектот во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Третиот дел се состоеше од акција од учениците во нашето училиште, собирање на шишиња. Учениците има задача, односно играта се состоеше во тоа, да секој оделение собира пластични шишиња и оделението кое ќе собере најголема количина на шишиња добива награда. Ете, денес заврши и таа наградна игра. Учениците од трето еден беа најуспешни, донесоа најмногу шишиња, собраа и си ја подигнаа наградата. Наградата од компанијата Екопак Хит се состоеше од материјали за потреби на училиштето, поконкретно од топки наменети за одредени спортови, што ќе најдат примена на часовите по физичко воспитување. Им благодариме уште еднаш на вработените на Екопак Хит, со кои соработуваме веќе подолго време, организираме, реализираме вакви акции кои се корисни и за учениците за подигање на еколошката свест, а исто така и за граѓаните на нашата општина. Компанијата Екопак Хит со донација наменета за локалната самоуправа минатата седмица го означи крајот на кампањата "Биди модерен, селектирај паметно" во Кочани. Активностите течат и во останатите општини од источниот регион. И за крај спортската информација. В сабота во Виница пријателско соочување меѓу Слога 1934 и Изденка 91 од Хрватска. На 13 јуни сабота со почеток во 17 часот на терените на градскиот стадион во Виница ќе се одигра меѓународен ревијален надпревар помеѓу екипите на ФК Слог 1934 и НК Зденка 91 од Велики Зденци, Хрватска. Од организацијата велат дека одигрувањето на надпреварот е во рамки на напорите за подигнување на спортската култура и фудбалот во градот, како и продлабочување на соработката и односите помеѓу овие два клуба. Зденка 91 во моментов се надпреварува во првата жупаниска фудбалска лига во Беловарско-Билогорската жупанија. Клубот е основан далечната 1968 година. Стадионот каде ги игра надпреварите од првенството има капацитет од 1000 места. Од друга страна, домакинот Слог 1934 ги исполни зацртаните цели во вториот дел од сезоната со опстанокот во третата лига Исток. Ваквата скромна амбиција се наметна по катастрофалниот старт во есенската полусезона, иако виничкиот третолигаш има капацитет за многу подобри резултати.
Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.